Доколку за брзо време не ги добиеме становите, ние насилно ќе влеземе таму, затоа што тие законски ни следуваат и ни беа доделени. Со вакви закани денеска излегоа станарите од така наречената социјална зграда во Прилеп, кои по трет пат се собираат на протест, бидејќи по неколку месеци од доделувањето на становите, тие не можат да се вселат, поради како што обвинуваат тоа што министерката Фросина Ременски не сакала да ги потпише нивните решенија. Јас сум самохрана мајка со 2 малолетни деца, живеам под кирија со 8.500 денари. Значи тешко се снајдуваме, добитници сме еве во групава за станој. Ве молиме од министерството или центаро или било еве некој нека се огласи, нека не информира што да правиме понатаму, затоа што планираме вака да се собираме или еве се огласува луѓе во веќе сака да се всела насилно, нема домој кај да живее поичем. Јас сум мајка на 4 деца, самохран родител. Значи живеам во влага со 4 деца, не се обстанува и не можам да седам поичке, значи во влага децата фала Богу дека нормално дете иди до заболување и немам пари јас да се шетам и да давам пари, а ми е доделен стан. Значи, уште еднаш, 2 пати, ако не еве луѓе во сите бара насилно да се влегува, шо е ова? Значи не е нормална работа. Добитниците на овие социјални станови велат дека нив не ги интересирало политика и дека сакаат само да си го добијат тоа што законски им следува. Значи нека си бидам министри, нас не интересира ВМРО, СД, значи по закон ни следува, некој ни кажал дека исполнивме услови, дека стан добивме, значи кај се становите? Исто така добитниците велат дека доколку некој не верува во каква ситуација се наоѓаат, повторно нека им испратат комисија. Ја конкурирав за слепо лице, па уште нема никаков одговор. Јас живеам со татко ми, со мајка ми, 10 души сме, нека дојде, нека провера. Комисијата дојде, се помина, виде и ни рече, чим ви викам јас, едно од комисијата, рече ќе ви даме. И уште нема ништо. 8 члена сме, ја молиме министерката што побрзо се потпиши. За овие станови да ги добијаме, оти немаме кај да се вселиме. Ова е жално, ова е не знам како. Јас од 2 малолетни деца и плюс депресија имам, не можам значи повеќе да живеам кај татко ми. Сега ја замолуваме министерката, ја молиме некако, ја замолуваме за да се потпиши, да ни се следи тоа што ни следува нас. Да ни дај. Нема кај да ојме со 5 деца, нема кај да одам. Инспекција дојде кај мене, виде како живеам, како живеам, чекаме еве да за решение, чекаме, нема никаков оглас нема. Од Министерството за труд, како и минатиот пат, и денеска ни одговорија дека членови од комисијата за доделување на становите, предложени од Министерството за транспорт, самостојно без учество на представници на комисијата предложена од Министерството за труд, ја изготвиле конечната ранг листа за распределба на 76 станови во Прилеп, што било спротивно на одлуката за распределба на социјални станови. Тие побарале од транспорт наитно да се надмине овој пропуст. Исто така, вела дека Министерството за транспорт, наместо да преземеле одговорност за надминување на проблемот, упорно манипулирале со лицата кои се рангирани за добивање на социјален стан. Добитниците пак на становите најавија дека можно било деновиве да заминат и на протест пред Министерството за труд во Скопје.